Допрва следи заострување на економските последици од корона кризата во земјава. Такви се проценките на експертите, но и на надлежните. Макроекономските проекции на Министерството за финансии се дека падот на економската активност во 2020 ќе биде 3,4%. Најсилниот удар се очекува токму во овој летен период. Таквите анализи се темелат и на фактот дека во првите 3 месеци, кога и беше почетокот на пандемијата, стапката на раст на бруто домашниот производ во Северна Македонија беше само 0,2%. Прашањето кое се поставува е кога би почнало заздравувањето, дали во третиот квартал, дали на крајот на годинава или на почетокот на идната 2021. Државата досега донесе неколку пакети помош, дали ако економските перформанси се слаби, ќе има нови. Ние се среќаваме сега со сите оние кои што имаат одредена потреба и кои што имаат потреба од континуирана поддршка и во овој период и во наредниот период. А во овој момент владата нема моќ да носи уредби или пакети на поддршка, но секако очекуваме да се формира брзо нова влада, да се воспостави собраниското мнозинство и на тој начин да се воспостави и четврт пакет на мерки за поддршка. Еден од најголемите пакети беше финансиска поддршка за исплата на плати во најпогодените сектори, но дел од работодавачите, 281, земале пари од државата, а не исплатиле плата на вработените. Апелираме до сите работодавачи да ги искористат правата од уредбата за финансиска поддршка, но и да ги почитуваат обврските утврдени со истата оваа уредба. Да ги почитуваат одредбите од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и Законот за работни односи. УЈП ќе настојува да осигура дека финансиска поддршка која што е дадена за помош за исплата на плата на работодавачите правилно ќе се применува. Надлежните ги повикуваат фирмите кои земале државна помош да ги исплатат платите. Ако тоа набрзо не го сторат, институциите ќе интервенираат. Државните пари ќе се вратат назад и ќе следат казни. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.